Денес беа презентирани резултатите од досегашното спроведување на проектот Подобра бизнис регулатива во Македонија. Овој проект досега беше спроведуван од страна на кабинетот на потпредседателот на владата задолжен за економски прашања и целта е преку подобрување на законската регулатива да се подобри бизнис опкружувањето во Македонија. Вице-премиерот Владимир Пешевски посочи дека владата е во континуиран диалог со бизнис заедницата, додавајќи дека откако е започнат проектот, кој што е поддржан од Велика Британија, се донесени бројни закони и подзаконски акти кои се во корист на стопанствениците. Во текот на 2010, 2009 и 2011 година од страна на владата се усвоени 451 закон со РИА образци, а на единствениот национален електронски регистар на прописи се внесени вкупно 1754 прописи, од кои 91 пропис во моментов се достапни за коментар. Целта е секој пат кога се носи нов закон, нов подзаконски акт, тој да биде поквалитетен, бидејќи целта е да се направи подобар, пофункционален систем и токму во таа насока РИА процесот е еден од аспектите од компонентите кои придонесува. Намерата на регулаторниот процес не е да го намали или зголеми бројот на фирми кои што ќе се регистрираат, туку да ги стимулира оние што се вистински инвеститори кои што имаат реална и објективна намера да се бават со бизнис, да процесот на започнување бизнис биде што поевтин и што поедноставен. Амбасадорот на Велика Британија Кристофер Ивон нагласи дека овој проект ќе продолжа да го поддржуваат, додавајќи дека една од неговите цели е да се зголеми транспарентноста при донесувањето на законите и зголемување на вклученоста на засегнатите страни во тој процес. Од следната година овој проект ќе го спроведува Министерството за информатичко општество и администрација. Министерот Иво Ивановски посочи дека во наредниот период регулаторната гилотина ќе биде насочена кон малите фирми. Во следниот период ќе бидеме насочени кон редовни посети на малите фирми и граѓанскиот сектор, директно разговарајќи со нив за нивните грижи и нивни предлози за подобрување на регулативите. Ќе се стремиме кон користење на електронската комуникација, информатичките технологии, кои од една страна ќе го олеснат пристапот на фирмите и граѓаните кон услугите, а од друга страна ќе го скратат времето за административните процедури и ќе придонесат до заштити на компаниите. Ивановски посочи дека ќе продолжи со активно спроведување на овие реформи поради тоа што благодарение на истите Македонија во последните неколку години се наоѓа во првите 5 светски реформатори.